Само уверените и успешни нации се гордеат со својата култура и својот мајчин јазик. И токму преку мајчиниот јазик ги усвојуваат соседните и престижните или светски јазици, вели професор Јованова Грујовска. Многовековната борба за слобода, државност и признат македонски јазик не научи на заемно почитување на различните култури и јазици. Но кои се предизвиците денес за македонскиот јазик? Доминантните странски јазици од влијанието од јазикот со престиж и конкретно и од латиницата, нели? Тоа се двата големи предизвика, тука треба да бидеме единствени, дека убаво е сета комуникација да се одвива на македонски јазик, таа да биде модерна, прифатена меѓу младите. Дали мајчиниот јазик е службениот јазик на една држава? Дали пак дијалектот што го слушаме од нашите родители или е стандардниот јазик што го учиме во училиштето? Се дел од аспектите на кои се осврна професор Цветановски во своето обраќање во Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков. Мајчиниот јазик не може да се сведе само на една административна категорија. Тоа е културна и духовна категорија. Тоа е јазикот во кој се оформува нашата прва мисла, првата приказна, првата молитва. Преку него ја наследуваме колективната меморија. Во однос на прашањето со кои предизвици денес се соочува македонскиот јазик, председателката Силјановска Давкова забележа дека тие предизвици се слични со оние со кои се соочуваат и останатите така наречени мали јазици. Јазикот живее со говорителите, низ нивната љубов и одговорност во начинот на кој се однесуваат кон него. Најважно е ние, или секој од нас, да се обидеме да се чуеме како говориме македонски, секаде и секогаш. Во сите институции, во сите организации, на сите нивоа, и да се запрашаме дали така како што мајките се грижеле за нас, ние се грижиме за мајчиниот јазик. Во рамки на одбележувањето на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик настапија и ученици кои прочитаа творби на повеќе јазици.